Добро вечер. Започнува централниот дневник на телевизија Кочани. Од Фондот за здравствено осигурување на Кочани од 38.000 осигуреници, електронски здравствени картички подигнале 15.000. Потрошувачите од септември ќе купуваат мелено месо во месарниците, доколку месото се избере од купувачите. Изградбата на пензионерскиот дом во Кочани во напредна фаза. Донесено идејното решение и направени испитувањата на теренот. Лето во Виничани потрошија помалку вода од лани во истиот период. Распишан конкурсот за избор на жетварска убавица од Кочанските денови на Оризот. Спортистите на Кочанското здружение на пензионери утре на надпревари во Штип. Со информациите од дневникот почнуваме веднаш по рекламите. Останете со нас. Железара Тигар Метал Кочани. Најдобра локација со најдобар избор на цевки и профили. Бои и лакови. Шрафовска роба. Мрежа и жица. Бесплатен превоз до вашиот дом. Наша предност се цените и квалитетната услуга. Повелете на улица Теодосија Паунов 61. Железара Тигар Метал. Сончеви колектори Термосол Кочани. 20-годишното искуство и стручност на инженер Никола Соколов, вградени во сончеви колектори, ви гарантираат сигурна заштита и благодет во домот. Зошто да плаќате скапа струја? Вградете термосол систем за загревање на водата од сонцето и уживајте преку целата година. Сончевите колектори се најисплатливата инвестиција на секое семејство, а Термосол е единствената фирма која ви дава техничко упатство и гарантен лист. Обезбедува резервни делови за 10 години. Не чекајте, вградете колектор за да ја почувствувате енергијата на сонцето. Звучна изолација, безпрекорна топлина во вашиот дом, оптика и комфор. ПВЦ прозорци и врати за цел живот, Александрија ПВЦ Лајн Кочани. За да инвестирате во енергетски штедлив дом, можете да користите и Алфа Зелен кредит од Алфа банка. Секако вид на алуминијска столарија и дрвени собни врати. Контакт телефон 033 297 440. Најновите актуелни информации пренесени преку вашата омилена фреквенција, телевизија Кочани. Во Фондот за здравствено осигурување Кочани од 38.000 осигуреници електронски здравствени картички подигнале 15.000.
Од вкупно 38.000 осигуреници во општина Кочани, само 15.000 ги подигнале електронските здравствени картички, изјавија денеска од Фондот за здравствено осигурување подрачна единица во Кочани. Останатите 8.000 готови здравствени картички чекаат во Фондот за здравство. По тој повод денеска представници од Фондот за здравство од Скопје беа во посета на Кочани. Тоа што е карактеристично за Кочани е тоа дека невработените лица и пензионерите имаат подигнато ист број на картички колку што и лицата во работен однос. Затоа нашиот апел денеска е до самите фирми што побрзо да си ја завршат оваа нивна обврска, да си ги подигнат преку нивните овластени лица електронските здравствени картички за вработените, затоа што сините картони ќе важат заклучно 31.10. Од 1.11 тие што немаат подигнато електронски здравствени картички ќе немаат ни важност до осигурувањето. Даваме препорака што побрзо да дојдат и да си ја завршат оваа обврска. Крајниот рок за подигнување на електронските картички е 30 октомври. Сите оние кои нема да се снабдат со вакви електронски здравствени картички, нема да може да ги користат услугите на здравствените домови. Од Фондот за здравство во Кочани изјавија дека сите сопственици на фирми кои немаат поднесено или немаат подигнато здравствени електронски картички, тоа може да го сторат во најбрз можен рок. А одредено е лице кое ќе ги дистрибуира електронските здравствени картички на вработените, значи ќе работи со нив за да се убрза да се дистрибуираат 2000 здравствени картички кои се стасани. Исто така и појачани шалтерската служба за да се намалат гужвите на шалтерите. Фирмите за кои се стасани електронските здравствени картички ќе бидат и сконтактирани за да дојдат да си ги подигнат во што пократок рок. Поголемите фирми кои се на 100 вработени, кои ќе им стасаат електронските здравствени картички, кои можат и електронски да аплицираат, ќе им бидат дистрибуирани картичките на лице место. Од оваа информација се гледа дека граѓаните се се помалку заинтересирани за користење на овие картички и повеќе значење им даваат на сините картони. Колку ќе се користат картичките ќе покаже времето. Од Фондот за здравство најавија дека телефонски ќе ги потсетуваат фирмите дека здравствените картички им се готови. Од почетокот на септември, потрошувачите ќе може да купат мелено месо во месарница само ако месото се избере од страна на потрошувачот и се сомеле пред неговите очи. Ќе се продава и претходно сомелено месо, но само ако е подготвено во оригинално пакување во специјализирани објекти. Од почетокот на септември е забраната продажбата на рефус мелено месо во маркетите и во месарниците. Сите што сакаат да купат мелено месо ќе мора да изберат парче удина, кое потоа пред нив ќе биде сомелено од продавачот или да земат спакувано во тацна подготвено од областен преработувач. Ова се препишува во правилникот за квалитет на меленото месо, кој стапи во сила од 2 септември. Со него се предвидува да се декларира и на готовата смеса за плескавици и за кебапчиња, која се продава во месарниците. Во Агенцијата за храна велат дека можеби сега за нијанса ќе поскапи месото, но ќе се зголеми квалитетот, односно граѓаните точно ќе знаат што има во месото што го купуваат. Граѓаните што ги сретнавме во месарниците велат дека се изненадени што од понеделникот не можат да купат мелено месо во рефусна состојба, но сепак се надеваат дека на овој начин ќе добијат подобар квалитет. Па да, добро е што луѓето да гледат самите да видат што ќе ги дадат, што ќе се меле. Да, добро е. Ја мислам дека тоа е убаво. Да? За мене. Пошто порано што се мелеше не знаеш што е, кој, а сега тоа сакаш што ти смела. Според експертите, со новиот начин на продажба потрошувачите ќе ги имаат потребните информации за месото што го купуваат, а ова ќе им ја олесни работата и на инспекторите, бидејќи ќе може да го следат синџирот на пренос на месото од кланица до трпеза. Речиси сите соседни држави веќе имаат правилници со кои строго се забранува продажба на готово мелено месо во месарниците. Според правилникот за квалитет, меленото месо мора во себе да има само месо од прва или втора категорија. Не смее да се додава сврзувачко ткиво, внатрешни органи, саламурено или преработено месо и сол. Строго се забранува и додавање вода. Во меленото месо не смее да има механички обработено месо, остатоци од месо, кожа, делови од коски и раскавци, месо од глава, месо од диафрагма на животното и од нозете.
Изградбата на пензионерскиот дом во Кочани е во напредна фаза. Подготвен е елаборатот и направени испитувања на теренот. Изградбата на пензионерскиот дом во Кочани, според одговорните во Сдруженијето на пензионери, е во напредна фаза. Подготвена е документацијата, идејното решение, а се направени и геомеханичките истражувања на теренот. Најголемата активност што Сдруженијето во своето постојање сега е работи, тоа е изградба на дом на пензионери и тоа е регионален дом на пензионери. Со тоа што идејниот проект е веќе готов, он е и ревидиран, он обезбедува услови за смештај на 150 до 160 пензионера во супер услови за живење, со тоа што овој дом ќе биде со тие карактеристики што на пензионерот му ги обезбедува сите услови за живење. Од здравствено обезбедување, од исхрана, од шетање, од забавен живот, од одличен комодитет и смештај. Друго обезбедуваме и на еден начин во домот ќе има еден и топла вода, геотермална вода, што ќе имаме услови да се таму инсталират и одредени за оделења за рехабилитација и бањско лечење. Сметаме оти другиот дел после идејниот проект го изготвивме преко посебна организација геодетската основа, ја изготвивме, вчера се донесе и геомеханичкиот дел на проектот, кој што обезбедува геомеханички испитувања. Тие беше договор подпишан со Геомеханика Скопје. Битно е да е према испитувањата на вчерашниот састанок од стручните луѓе, како се погледна елаборатот, е увидено да постаментот или поставување теренот кај што ќе се биде поставен овој грандиозен голем обект со 3 ката и приземе, да одлично одговара. Во Република Македонија има голем недостиг од домови на пензионери. Вие знаете дека 20 години не е изградено ни едно легло од државен дом на пензионери и затоа наше настојување е и во Националната стратегија за стари лица 2015 е многу јасно и гласно кажано дека треба многу поголем број на домови на пензионери се градат. Веќе луѓе има и тука во Источна Македонија, посебно и во Скопје, што чекат по 10 години да бидат сместени во такви домови. Во стратегијата на владата на Република Македонија за едната година се потенцира таа потреба и се очекува неколку домови веќе едната година почнат да се градат. Пензионерскиот дом, кој ќе има регионален карактер, ќе обслужува 160 пензионери кои со душа очекуваат да отпочне неговата изградба. Лето во Виничани потрошија помалку вода од лани. Во нежешките денови, градот и неколку населени места трошеа по 5124 метри кубни дневно. Во текот на месец август 13.000 потрошувачи од Виница на селбата Градец, Јакимово и Црнкамен потрошиле 143.220 метри кубни вода или потрошувачка од 400 литри по жител дневно. Филтер станицата во градот дневно регистрирала потрошувачка од 4260 метри кубни, плюс дополнителни 846 метри кубни вода од бунарите, или вкупно Виничани и околните населени места трошеле по 5124 метри кубни дневно. За разлика од лани и полани, летово потрошувачката е намалена, но покрај изворот на Градечка река користели се изворите во Осојница и Јакимово. Главниот извор на Градечка река зимно време достигнува до 500 литри на секунда, а јули и август е со проток од 60 литри во секунда. Меѓутоа, опасност од пресушување нема. Летово дури и високите зони во градот континуирано се снабдуваат со потребните количини, што не беше случај со претходните лета. Во јавното комунално предпријатие Солидарност се задоволни и од наплатата која се движи околу 70 до 72%. Своите опврски спрема јавното предпријатие наредовно ги измируваат јавните установи и физичките лица со наплата од цели 72%, а релативно слаба е наплатата од правните лица со 35%. Распишан конкурсот за избор на жетварска убавица, кој ќе се одражи во рамките на Кочанските денови на Оризот.
По повод одржувањето на 22-та поред манифестација Денови на Кочанскиот ориз 2013, Општина Кочани распишува конкурс за избор на жетварска убавица. На конкурсот може да се пријават сите девојки од Општина Кочани со наполнети 16 години, со предиспозиции за убавици. Изборот на четварската убавица е дел од одбележувањето на традиционалната манифестација Денови на Кочанскиот ориз и истиот зазема се поголем интерес кај младите. Како секоја година, така и оваа на изборот традиционално ќе учествуваат и членови на фолклорните ансамбли од Општина Кочани. Примувањето за избор на жетварска убавица ќе трае до 12 септември. По повод 7 септември, денот на ослободувањето на Кочани, и 8 септември, денот на независноста на Република Македонија, ќе работат повеќе продавници и аптеки. Наредните 3 дена, сабота, недела и понеделник, граѓаните на Кочани ќе ги празнуваат како продолжен викенд, но и како државни празници. Така по повод 7 септември, денот на ослободувањето на Кочани, и 8 септември, денот на независноста на Република Македонија, граѓаните можат да се снабдат со повеќе артикли, бидејќи ќе работат зелените пазари на неколку места во градот, а исто така ќе работат и повеќето продавници и супермаркети. За празникот граѓаните ќе можат да ги користат услугите и на бензинските пумпи, кои работат 24 часа, како и услугите на повеќе аптеки. Инаку продолжениот викенд ќе биде искористен и за посета на повеќе излетнички места, каде што вообичаено кочанчани ги минуваат деновите на одмор. По повод 7 септември, празникот на Општина Кочани, делегација од Општина Кочани, делегација од Сојузот на борците на Народно-ослободителната борба на 7 септември, сабота, со почеток во 10 часот, ќе положат свежо цвеќе на споменикот на слободата и на споменбистите на Љупчо Сантов и Раде Кратовче во Паркот на Револуцијата. По повод 8 септември, денот на независноста, делегација од Општина Кочани на 8 септември, недела во 10 часот, ќе положат свежо цвеќе на споменикот на слободата. Успешен театарски перформанс на парите со отепувачка во Виница беше реализиран како дел од манифестацијата Топол културен бран. Во рамките на манифестацијата Топол културен бран, синоќа во Виница на најпрофесионален начин беше прикажана драмата Парите се отепувачка. Со емоции и громогласни аплаузи присутните ја почестија актирската екипа од Демир Капија, која успеа да ја пренесе пораката на Аристо Крле дека парите се зло и колку што имаат позитивно влијание, толку ги наведуваат луѓето кон пропаст. Режисерот е задоволен од досегашното прикажување и прифатеноста од страна на публиката на оваа и многу други драми од македонското драмско поднебје. Ние сме од аматерскиот театар Мирка Гинова од Демир Капија. Со театар се занимаваме до 20 кусур години. Ова не е второ или трето доаѓање во Виница и како и обично прекрасно сме пречекани, односно прекрасна публика. Се гледа дека Виница има традиција на театар. Представата е работена 3-4 месеца, зимајќи во обзир дека се работе со аматери, значи имавме пауза околу 2-3 недели, неопходни, оправдани причини, така да околу 3 месеци може да се каже дека е спремана Парите се отепувачка. Со оваа представа имаме настапувано во Демир Капија нормално пред нашата публика, во Радовиш, во Велес, во Кочани на фестивалот каде што добивме награда за најдобра режија. Еве сега пред вашата публика и нормално имаме уште 10-15 договорени из Македонија. И да не заборавам, бевме во соседна Србија, во градот Алексиевец. За синокишниот настап, повеќето од присутните искоментираа дека ваков театарски перформанс одамна немало во Виница и се надеваат дека оваа манифестација од следната година ќе го зголеми својот репертоар, а со самото тоа и бројот на посетители. Ваквите театарски представи имаат позитивно влијание затоа што преку својата приказна ја подигаат свеста кај младите за подобар и поквалитетен начин на живот. Спортисти од Сдруженијето на пензионери на Кочани утре настапуваат на 22-те спортски игри во Штип.
Во организација на Сојузот на пензионерите на Македонија, утре во Штип ќе се одржат 22-те републички спортски игри. Ќе учествуваат и пензионерите од Сдруженијето на пензионери Кочани, и тоа во 7 спортски дисциплини. За подготвеноста на кочанските спортисти пензионери еве што вели председателот Ѓорги Серафимов. Сдруженијето на пензионери на Кочани учествува во 7 дисциплини. Односно во 6, али во првата дисциплина имаме 2 екипи, и машка и женска. Ние настапуваме утре во конкуренција во стрелаштво за мажи и жени, настапуваме во атлетика трчање на 60 и 80 метра мажи и жени, настапуваме во двобој и тробој, настапуваме во скок во далечина, така да преку овие дисциплини и овие спортисти се фактички што ги освоија првите места на регионалните 18 игри во Виница. Нашите припреми веќе скоро месец дена се во тек, они се добро организирани. Сметаме оти посветивме повеќе на стручното помагање и усовршување во сите дисциплини. За нас за стрелаштвото нема што да збориме, која е кај нас во најдобриот стрелец во Македонија и он е главен инструктор, Коста Стојанов. Сметаме оти под негово раководство овие луѓе тренира, се припрема и сметаме оти во оваа дисциплина и во машки и женска конкуренција ќе имаме добар резултат. На утрешните спортски игри се очекува да се повтори успехот од минатата година на кочанските пензионери спортисти. Моторџиите од Македонија и пошироко од утре започнуваат со одбележувањето на Денот на независноста. Утре во периодот од 10 до 12 часот, плоштадот Ангел Винички ќе биде местото каде ќе се лоцираат повеќе од 300 моторџии од цела Македонија и од Европа. Виница ќе биде едно од местата каде ќе се одмараат по 3-дневната обиколка низ Македонија, како символично одбележување на Денот на независноста. Во Виница домаќин е мотоклубот Винеам, кој заедно со општина Виница и градоначалникот Емил Дончев обезбедува поддршка и спонзорство за сите учесници. Инаку мотоклубот Винеам брои околу 30 членови, а пред месец дена беше организатор и домаќин на третото моторели низ Виничките предели. Општина Виница во спортски дух го слави Денот на независноста 8 септември. Во пресрет на големиот државен празник, учениците од сите основни училишта заиграа фудбал на теренот. Во пресрет на одбележувањето на 22 годишнината од самостојна и независна Македонија, Општина Виница во соработка со училиштата денес организираше турнир во мал фудбал, во кој учествуваа екипи од сите основни училишта. Како најдобри на турнирот се покажаа учениците од основното училиште Кочо Рацин од Блатец. Второто место го зазеде основното училиште Славчо Стоеменски. Третото го поделија учениците од основното училиште Гоце Дилчев и четвртото му припадна на училиштето Никола Парапунов. Градоначалникот Емил Дончев, кој го следеше турнирот, обезбеди мајци за сите учесници, а подели и фудбалски топки и дипломи на најдобрите екипи. Утре на стадионот покрај Масалница Иднина С ја пречекува екипата на Единство, а Кочани гостува на екипата на Тиверија и Статов. Од фудбалот, женската екипа на Младост Иднина С од Оризари на свој терен ја пречекува екипата на Единство. Надпреварот започнува утре во 12 часот. Екипата на женскиот фудбалски клуб Кочани и гостува на екипата на Тиверија и Статов во Струмица. И двете екипи почетокот на првенството во првата македонска фудбалска лига за жени го започна со победи на свој терен.
Заврши централниот дневник на телевизија Кочани. Ви благодариме за вниманието со кое не следевте. Имајте пријатен викенд.